ни дојде и Телма 5, одлична. Дружење со најмилите повторно не очекува. Апсолутно. Секогаш се дружиме со нашиот прекрасен пријател Стефан Кирков и овој пат го имаме во Телма 5. Ќе представиме расата англиски булдог. Еве го еден навистина интересен дечко наречен Спајк, го гледате? Спајк, кај си бе? Здраво. Здраво. Стефан, добро ден, повторно здраво. Баш ме мило че сум пак кас. Конечно, Спајк го имаме во студиото, од они раси кои што ги ветит сезонски ќе завршиме полека нели со Телма 5 и во текот на летото, уште неколку раси ќе представиме, меѓутоа дојде редот за англискиот булдог. Спајк исто повторно ќе кажеме дека исто од моје дело. Твое дело. Да, Спајк е набавен, можам да кажам, со горест преку мојот портал Купи Милник МК. Аха. За една прекрасна фамилија која ги поздравувам затоа што него овозможи за денеска да го имаме кај вас. Еве, поздрав до фамилијата. Родители на овој прекрасен Спајк. Така да е во оние нели топ 10 раси кои ги договоривме, најактуелни, најбарани, најатрактивни. Што е карактеристично за англискиот булдог, освен неговиот навистина карактеристичен изглед? Да. Топ 5, да, значи овака приказката за англискиот булдог е малку специфична, значи и неизгодна. Они се појават некаде од 8 до 13 век, се појават во Лондон, највеќе. На почетокот на формирање на расата биле исклучиво наменети за борби со бикови. Сериозни? Затоа што имаат премногу јака вилица. И биле тие некои си нелегални игри на кладење на колку англиски булдози ќе соберат бик. И тоа се обложувале луѓето на тоа, меѓутоа откако Англија го забранила тоа како спорт, расата ја зимаат неколку свештеници кои работат со незе. Тоа е приказката за потоа да го унифицираат, да стане домашен миленик кој од годините натака станува се попопуларен и попопуларен. Неговата смешна фаца, неговата мрдливост, неспретност и карактер го прават да е едно од топ 10. Не чуди подготвен за борба, а во суштина мрзеливо делува. Порано биле многу похиперактивни, самата генетика, сега во поново време значи еволуира куќето. Еволуира и навистина станува збор за еден миленик кој е салонски миленик, пред се чува строго во салон, не може да го чуваме надвор. Не е премногу хиперактивен кој што гледате, не се митари, не мириса, едноставно е миленик кој секој семејство би го посакало да го има. А очите зошто му се црвени? Очињата му се црвени кога не мислим се спие. Сериозно? Да, не крвави му се дури. Се си били, остете ме да спие. Можам да кажам дека навистина и во Македонија е веќе застапен кај нас, бима се повеќе и повеќе. Немаме за жал регистрирано одгледувачница која се бави со одгој на оваа раса, меѓутоа се надам дека во поново време ќе се појават и некои одгледувачи кај нас кои ќе работат на унифицирање на расата. За жал се што доаѓа во Македонија доаѓа од одгледувачници од надвор. Меѓутоа горе сум дека на последниви изложби тоа како е застапена. Многу луѓе се информираат за незе, не е премногу тешка за чување, едноставно се бара дека кој секој домашен миленик мало внимание, мал груминг, многу патење кој искрена затоа што станува збор за едно овакво кученце. Значи дека се Така да си јаде, да си лапа. Гурмани. Си имаат апетит. Да, не очекувате дека англиски булдог куче кој ќе џогира со вас на кеј. А значи летаргично во целосна очекувате дека ќе гледа филмови со вас повеќе дома него нешто ќе. Да, со оглед на пријателите. Вака ти кебенцето тоа врз тебе и уживање. Дошли во време и англискиот булдог до вас. Ова е интересно бидејќи многу минути моите пријатели кога ме прашуваат за совет, нели, конкретно дека праше го Стефан за мојот карактер. Така што мислам дека сега од прилика знам кои пријатели мислам дека ќе им одговара, ќе им одговара. Да, англискиот булдог. Така јас многу внимавам на тоа кој ќе ми побараат мислење, значи и совет за која раса е. Ги прашуваш и анализираш. Прво правиме еден анкетен лист, буквално да видиме колку време имаат, колку простор имаат, за да му посетна миленикот и тогаш ја одбираме соодветната раса. Колку е подготвен за патување со оглед на тоа дека доаѓаат летни одмори, па луѓето веќе ќе одат на. Да, таа е тема која наистина треба во овој период да се да опфатиме, значи англискиот булдог како раса не трпи многу жешко. Значи, оне куче кој е изиморлив, не трпи многу ладно и не трпи многу жешко. Меѓутоа, може отприлика 1 час до час и пол да биде со нас на плажа и потоа мора да отиде по ценка. Имаме разни клипови на YouTube кај што гледаме како возат и борд, како например возат и скирол на плажа и све. Меѓутоа многу погрешен тој пристап затоа што имаат, они се дебели, имаат килажа, не се препорачува многу жешко
скратената вилица и скратените дишни патишта, тоа нели Си го прави си своето, го прави така. своето, тоа е за брзано дишење и грофтање. Јас искрено и многу гледувачи не препорачуваат многу топло и плаш. Околу одморите јас апелирам сите љубители на домашни милници и сопственици кои во овој период размислуваат што со миленичињата кои за летни одмори, препорачувам професионални пансиони, тоа како ги има веќе во Скопје. Луѓе кои професионално се бават со таа работа, подобро да ги оставиме во сигурни раце кученцата, Отколку да ги малтретираме да ги по пат. малтретираме и да направиме некоја белја, да кажам, со од незнаење, од премногу жешка, од премногу солена вода и слично. Кога сме кај пансионите, се уште представа табу дали јас кучето бидејќи нема да биде со собственикот, дали да не биде нервозно, анксиозно, депресивно и така натаму, јас секогаш велам дека во пансионите ги социализираат и со остатокот од нели, вработените лица, меѓутоа и со меѓутоа многу е животните. битно да се избере правиот пансион, да се изберат правите луѓе кои ќе имаат професионален пристап кон домашните миленици. Сите чуваме миленици и сите сме свесни дека не би го оставиле нели На било кученцето кого, на било апсолутно. кого. Еве во моментов тез, иако немам мој пансион професионален регистриран по стандарди, јас на моите другари чувам 5 кучиња кои идат на одмор и кучинцата се кај мене, затоа што знаат дека кога ги остават кај мене дека Ќе се бидат грижиш чувани како што кај треба. мене. Има професионални пансиони, но треба да се информираме, да ги видиме стандардите, да видиме хигиената, да се договориме околу начинот на исхрана, колку прошетки тоа куче ќе има во тој пансион, на која температура ќе биде, дали ќе биде во кафез, дали ќе биде во домашно, значи мора да внимаваме до најситниот детал за да не погрешиме по повраќањето од одмор, да не го најдеме кученцето во сосема друг карактер и травматизирано од тој пансион. Да, Значи да, колку што е добар, толку може да биде и лош. Меѓутоа, ако постојат пансиони во кои имаат професионален пристап, апелирам да се информираме или еве консултација слободно ми стом на располагање на сите кои се мислат за препорака, слободно нека ме контактираат, ќе добијат неколку пансиони каде што ќе може да ги посетат и да си направат муавет. Така. Ме интересира повторно ќе се навратам на летните одмори и на сите оние кои што имаат домашни миленици. Како функционира, Стефан, патувањето со милениците? Во смисол дали се потребни одредени пасоши? Јас и Марко Да, го прашам. да. Дали е потребен некаков штембил дека може да се изнесе надвор од државата или слично? Така, за жал Македонија не е членка на Европската унија, ние стално вадиме плюс документи кои така знаат понекад За да жал, бидат, да. и да ги чекаме по повеќе време. Миленикот мора да поседува интернационален пасош, односно сега веќе унифициран од Агенција за храна и ветерина на Република Македонија ПЛАВ пасош, кој е интернационален, каде што ќе мора да биде заведена целата медицинска документација на кученцето. Дека е вакцинирано, дека е за здраво. жал Македонија е една од земјите каде што постои бесилно во определено време од годината, меѓутоа ние за да ја напуштиме границата, мора кученцето да биде на 6 месеци терапирано од беснил и таа вакцина да биде заведена и сертифицирана Што му е? во пасошот. Па не, он сега му е убаво Комуницира. од климата и си прави муавет како и Јас велам дека ние дневна соба имаме Да, апсолутно сака да биде центар на Си на внимание. комуницираш ти, а? Да. Спајк. А инаку што се однесува до убаво го начини Елена муабетот, каде можат да се обратат и да ги изведат целосната документација која што е Да, потребна? овластени ветеринарни ординации и во Агенцијата за храна и ветерина при Ветеринарство. Република Македонија може да ги изведат сите потребни документи. Аха. Најбитно нешто ви кажа, кучинцето да биде чипирано, да има микрочип, да го има тој плав пасош, да има на медицинска историја подпишан на залепени налепници дека се вакцинирани и потоа зависно од која земја патуваме, треба да го извадиме тој сертификат кој ете го чекаме неколку Ме дена. интересира, Стефан, што е со она хотелско сместување во апартмани, затоа што многумина сметаат дека не треба во хотел да има и Dog куче friendly. и слично. Табу тема кај нас, Да, како во такви ситуации? Табу тема кај нас меѓутоа на запад и тоа како постојат хотели кои се веќе pet friendly и јас навистина сум среќен затоа што Тоа е одлично, го од- зборувавме зборувавме, моментот. така од е. моите 5 кученца јас сигурно едно сум со мене на одмор затоа што мене одморот ми е Хармонија релаксирање целосна. и хармонија со кученцето, да се на плажа да се шетам Ма и како слично. не, како не? Така да постојат хотели, меѓутоа мора претходно да се информираме и да не јавиме што расе кученцето, за да ни дадат И некаква дозвола, и да да, дајме да, резервација. Република Турција мора пофамината туристичка земја каде што е да речеме Анталија, Бодрум Е тоа. легитимно Така што да се- може да се И носат. како сите хотели кои се ресорти веќе, значи 5 плюс звезди,
веќе имаат они Dog-friendly се. dog-friendly, специјални паркови за кучиња, вработени персонал кои доколку ние сме на плажа не ги чуваат нашите миленичиња, соодветен парк во хотелот за миленичиња, така да веќе станува се популарно и тренди, така да Одлично, јас се радувам на само треба тие малку да информации. пробараме и да си побараме соодветен хотел. Јас се апелирам, носете си ги, ако расата не го дозволува тоа, Да не си ги секоја носите со раса, вас. Па носете ги со вас, зашто да не? Зошто да не, апсолутно. Марко, ти го носите вашиот миленик? До сега не го имам изнесено од надвор од Македонија, меѓутоа веројатно ќе биде. Не е пропатуван, треба светски треба патник малце, малку. треба коснополи да стане во истинска Има смисла. поголем проблем на тоа што миленикот на маце поголема. Да, добро, Треба- кај зафати за двајца место, Да, например. треба да имаме караван, некое возило, автомобил каде што ќе може да се смести. Сепак на плажа верува дека ќе уживаш. Знам, да, ќе уживаш дефинитивно, со да. него, Кога сме кај англискиот булдог, спецификите за оваа раса некои ги објаснивме, меѓутоа во поглед на хигиената. Што би можеле да препорачаме, Стефан? Знаеме дека кај него кратко влакно, затоа што е кратко влакно и не бара некој посебен громинг, некоја посебна хигиена, освен нели благо четкање секојдневно се препорачува затоа што е кученце кој тоа како знае да се заплетка, иако има кратко крзно, бара сечење на неговите ноктиња кои тоа како брзо растат и оваа хигиена кај ние ги викаме бузи, овдека кај очните капаци кои нели лачат солзи и мора да се има се палтички. секојдневно да се одржаваат слаци или борици со памукче или само со вода. Ушињата нормално после секоја прошетка, така да не е многу специфичен во поглед на хигиената, колку што е специфичен во поглед на исхраната и она го прави да е баш буквално смешен милник. Не сма се не верувате. Знае да се сопне, знае да си го преврти танирчето, знае Тоа е да заспие. симпатично. Да бидат аниматори Ушите, вистински. да, значи они ги користеле порано изгледа во циркус, така да една раса која навистина топло препорачувам на сите кои сакаат не толку хиперактивен милник по дома да им шета. Што се однесе до Англиски дечињата, булдог. го препорачуваш како раса, дефинитивно. Он е дешар, значи он ужива со дечиња така да ужива дома да е и сам, се остава по неколку сати, 5-6 сати дома, остате Значи го сам. може да си Он ќе се спие кога вас ве нема, тоа највеќе сака да го прави, така да или да се гледа телевизија, така да расава навистина интересна. Топло и срдечно препорачувам на сите и апелирам зашто поише да ја застапиме во Македонија. Кои Затоа што животни не веки да. големината на, да речеме, која што можат максимално да ја Он во килаж иде околу 40 кила, иде околу 20 и нешто сантими во височина, значи не е некој миленик кој... ова да речеме сега Спајк е Па отприлика Спајк веќе Во некоја оптимална вајда и оптимално, уште малце само ќе иде во висина и потоа ќе А колку е стар? Само ќе стар е 4 месеци. уште не е бебуле. Бебе си? Стар е 4 месеци, но се иде во висина и потоа само ќе ги шири градите и ќе оформува главата. Интересно за куче да речеме во вокава форма, а 40 кг може да тежи, што е И па интересно. буцко. Да. Да, Коски тешки. Они се со своја костур, меѓутоа се навистина многу нежни во зимоска. Дури имаме специјална гардероба на интернет наменета за англиски булдог, English Bulldog Fashion, каде што наистина може да побараме по интернет од патеки до шалчиња, до капче, све има за нив. Све има за нив, така да расата е популарна многу затоа што можеме да видиме на многу американски клубови во рагби, во кошарка. Да, Како да, лого, да, Мојата да. глава е користат, нека да. лого на све. Интересана, да. Многу познати личности во Америка и Ги очигледно поседуваат. веќе имаат англиски булдози, така да англичаните се штитат расата, работат на Го нејзино напомена, да. унифицирање. Го на- И радосен сум заради тоа. Го напомена булдогот како куче кој што не трпи многу топлина. Така. Кој би ги издвоил како кучиња, ева, летниот период кои што би уживале во овие врукини, кои што би уживале и во патување и на плажа и слично? Задолжително си ги Постојат ли некои понесеме со такви себе. кучиња? Дефинитивно бигалот е една раса која обожава плажа, обожава ладно, бигал. обожава топло. Тука би го споменал Бишон Фризе, исто еден тип на пудличка кој имавме нели во студио. Студиото така. Тој обожава да плива, обожава да е на плажа. Субава. Лабрадорот исто како раса кој нели знаеме дека ужива да се бања, ужива да Поводни биде спортови со се деца. тие. Така да постојат повеќе раси. Јас на мојот портал Купи Милник МК во моментов имаме статија каде што препорачуваме и апелираме кои раси може да ги земеме со нас на одмор и се добри, а кои раси препорачуваме да останат си дома и да останат. бидат во пансион или да си бидат ке баба и дедо Да. најчесто. Најчесто. Така да
меѓутоа одморот со Милинек верувате е прекрасен. Да. Секогаш Верувам дека ги е така. акцентираме до блестите кај секоја раса, ако треба да лоцираме некаква маа на која што би била кај англискиот булдог, да речеме во поглед, знам дека со дишните патишта ти имаат Така. проблем. Кој им е кој што слаба мора да- точка со Да. други зборови? Обично Знаете како, булдозите. генетиката ни затоа што има претрпено премногу измени Така. од рековме од 13 век кога се појавува до ден денеска. Генетиката е присутна вие да имате здрав и прав англиски булдог во вашиот дом. Мора да внимаваме од каде ќе го набавиме кучинцето, да го следиме поколението, верувате од чучни дедовци па наната за да го одбереме вистинскиот убав здрав генетски примерок. Како мана би го издел тоа што во летното време, во претоплите денови, знае да се лигави, знае да има некоја лига која нели лачи од неговата уста, знае да грофтано тоа сепак е интересно Спици. Да, и се да. навикнуваме и кога спие премногу хрчи. Значи меѓутоа една Значи во друга соба Да, треба да да, го јас стане. кога го имам мојот Нема билет за спиење мене, со нас. Тоа е тоа. Они хрчат, знаете, да се разбудат во сон, така да нема некои посебни мани, Тоа е освен тоа што го набројавме сега, како го спомнав и преска, премногу се алчни за храна, значи еден булдог може да даде колку и да му даде, тој не е свесен дека потоа ќе има проблеми. Да речеме Така за да, неговата мора да возраст, одобри. колку е, да речеме, потребна количина на оброци во текот на денот и да речеме дека после Па, првата вака. година претпоставам дека не едно доаѓа. Доаѓа на еден оброк, но јас никогаш на моите кучиња не преферирам и не советувам да биде тој еден оброк, него и таа количина што треба Мала после закуска година плюс. дена да има и закуска и тој оброк да се подели на сабајле и навечер. Кај англискиот булдог во летни денови препорачувам оброците да се после 19-20 часот кога температурите се малце повладни за нели и таа храна побрзо да се свари кај нив во метаболизмот. Препорачуваме и сите препорачуваат и Лепота. риба, дехидрат, значи специјален дехидрат на база на риба, каде што нели во топли денови е полесен за исхрана. Мало кученце од 3 до 6 месеци се рани 3 пати, до 6 месеци се рани 2 пати, од година веат еднашка, називам ране и таа доза правите на 2 пати затоа што не е хумано нели целен да биде гладно кученцето, па потоа да Па му после да му се даде даде, огромна така. количина на храна. Иначе во однос на грамажа, англискиот булдог јаде од во оваа возраст околу 300 грама убав специјален Дневно, дехидрат древно. Тоа е поделено на 3 пати, така да не е многу тежок за чување. Задоволството е прекрасно да имате еден булдог дома. Јас би имал, што би се прашал мене до 5-6 вакви дома. Сигурно. Уште еднаш поздрав до фамилијата која што го чува која овој што ни го прекрасен возможи. булдог, да. Морам да прашам само уште за самиот крај, да речеме колкава изнесува цената доколку сака некој да си го набави, дали може да се најде да речеме за солидна цена и да не забораваме да споменуваме кои ще се следните оние изложби на кучиња кои што не чекуваат. Така, колку цената за англиски булдог мора да кажем дека е една од ретките раси кои не секогаш имаме на понуда како раси на специфичност е да се- кученца, затоа што она што го правиме преска мојот, многу е битно кој ќе гарантира за Така. цената состава, кој ќе гарантира за генетиката, ги немаме секогаш на подона и спаѓа во една од поскапите раси. Значи дефицит, да речеме сме во моментов дека во секое време Дефицитно можеби во целосна, во цела Европа. Значи верувате откако лидошниците ќе објават дека имаат свое легло, во првите 20 дена се прави резервација на кученцата. Многу е тешко да се дојде до убав англиски булдог, затоа и цената е многу висока. Меѓутоа, еве јас апелирам сите љубители кои ја сакаат заста, нека ме контактираат. Мене ми е чести задоволство да им набавам, би им помогнал колку само да афирмираме расата во Македонија повеќе. Како не? Така да ќе се бориме да добиеме во Македонија убава цена за убав пример. Супер. Следните кинолошки манифестации се најавени веќе за месец јуни. Значи за 2 недели имаме 2 изложби последователни во Охрид? прво имаме во Скопје, на терените на цементарница 55. Кинолошкото друштво Скопје ги организира. Пријавувањето е на официјалната страна на Кинолошкиот сојуз на Македонија За сите раси? КСМ.org. Да, значи тие се 2 последователни изложби, интернационални. Традиционално се одржуваат во летниот период. Меѓутоа, како дефиле го најавуваме и специјалното Охридско шоу, кое е најактуелно и можем да кажем најпосетено во Македонија во аспект на изложби. Станува збор за кинолошки викенд во време трајање од 4 дена. Се одржува во прекрасниот Охрид, каде што учество земаат верувате представници од цела Европа. Браво. Стално се најдобрите суди ангажирани. Тоа представува полни хотели, Браво, околу 500 куќиња во Охрид. Сигурно е многу забавно Тоа е да баш се биде дефиле. таму, Да, тоа е дефиле. Верувате македонската кинологија веќе е препознатлива по охридските изложби кои секога знаат да бидат најдобри, се случуваат и навечер под рефлектори, така да
повеќе инфо кинолошкиот сојуз на Република Македонија најавува за деновите кои престојат. Јас ќе инсистирам да имате представник од кинолошкиот сојуз на Македонија и кај вас во студио, каде што Вака, ќе следат Одлично би било, ќе ни да, објасни за све. Готово. Стефан. Секогаш е задоволство. Фала Знаеш и многу. самиот Фала ќе препорачаме секако доколку сакате да одберете добра конкретна раса која што можеби и Само обратете се кај Стефан, ќе ви ги Да, затоа Пет и- даде сите маркетот е оние тука. потребни Да. информации, така. Пет маркетот е веќе отворен, ќе биде отворен цело лето. Еви денеска за оние гледачи на утренска филма доделувам еден пакет груминг. Еве, оние кои што Така ќе да. ни Ајде најбрзиот нека се јави. Нека се јави во режија, само нека ги остави генералите. Првиот од вас кој што ќе се јави во режија, ќе појде впрочем на целосно едно Разубавување. рефреширање, Да, разубавување на миленикот, на така. миленикот таман за пред летниот годишен одмор. Ќе Апсолутно. имате прилика да го посетите прекрасниот Ја представивме Маркет. расата англиски булдог, навистина едно прекрасно, интересно животинче кое што си има своји специфики, си има своји би рекла пред се убави карактеристики. Ние овде ќе ви кажеме чао, ама за кратко, ќе го слушаме нашиот утрински хит Майли Сайрус со Малибу. Малибу.